Кошаркарките на Кросик со победата од 58-41 во четвртиот надпревар од финалната серија против Вигор Скопје со 3:1 во победи стигнаа до првата титула во домашниот шампионат во женска конкуренција. Ова е прва титула во историјата на клубот, кој сезонова за прв пат освои медал со пласманот во финалето од Купот на Македонија. Тие го имаа водството во текот на целиот надпревар и на крајот заслужено стигнаа до победата. На средината од последниот период со серија поени на Сања Раденковиќ и Ардријана Лескаровска, Вигор се доближи од -17 на -6 поени негатива, но следува нови 7 поени во низа на Кросик за двоцифрено водство и рутинска завршница. Елена Раденковиќ со 16 поени 12 скокови беше најефикасна во победничкиот состав, со што по надпреварот го доби признанието MVP на финалето. Одлични беа и Ацковска, Семереди, Живковиќ и Лазареска, додека кај Вигор најдобри беа Александра Стојановска и Сања Раденковиќ. Со ова Кросик ја прекина доминацијата на Вигор Скопје во последните две сезони во кои избраничките на Перо Стамески ја освојуваат двојната круна. Освен во сениорска конкуренција, тимот на Кросик оваа година стигна и до младинската титула и на добар пат е да ја освои кадетската круна и да ја заокружи неуспешната сезона во својата кратка историја. Тимот на лондонски Челси успеа да ја победи Бенфика во финалето на Лига Европа со 2:1 и да ги обедини двете титули во европскиот клупски фудбал. Челси, кој е се уште актуелен европски шампион во Лигата на шампионите, може да се пофали барем уште 10 дена, дека моментално е носител на двете титули во европскиот фудбал. Челси стана првата екипа која успеала едно по друго да се закиди со двете најпрестижни титули во европскиот фудбал. За Бенфика ова беше седми последователен пораз во финале на некој европски куп. Проклетството на Бенфика трае веќе 50 години. Првото полувреме од надпреварот, кој се играше на Амстердам арената, заврши во доминација на Бенфика, но заврши без голови 0:0. Во вториот дел во 60-та минута голманот Чех успеа директно да го проигра Фернандо Торес, кој го мина голманот на Бенфика и го доведе својот тим во водство. Радоста на Челси сепак кратко траеше. Во 68-та минута Аспиликуета играше со рака во својот 16-тник, пошто Оскар Кардозо го изравни резултатот на 1:1 со ударот белата точка. Одлуката дојде во судиското на дополнување, поконарот на Челси Ивановиќ скокна највисоко во казнениот простор на Бенфика и со одличен лоп удар му ја донесе титулата на британскиот тим. Со триумфот Челси стана четвртиот клуб во историјата на европските купови кој победил во сите три големи европски надпреварувања. Претходно тој им успеа на Ајакс, Бајер Михен и Јувентус. На АТП на ВТА Мастерсот од серијата 1000 што се игра во Рим се играат надпреварите од второто и третото коло. Рафа Надал во надпреварот второто коло го солода Фабио Фонини со 2:0 по сетови 6-1 и 6-3 за 1 час игра. Во следното коло Надал ќе се соочи со Ернест Гулбис кој го елиминираше србинот Виктор Троицки со 6-1 и 6-1. Во третото коло се пласираше и Давид Ферер кој имаше многу тежок надпревар против сонародникот Фернандо Вердаско и победи со 2-1 во сетови с 5-7, 7-5 и 6:3. Во наредната фаза четвртиот во светот ќе се соочи со Филип Колшрајбер. Швајцарскиот тенисер Вавринка го предаде мечот против Долгополов од Украина, а украинецот во следното коло ќе се сретне со Новак Џоковиќ. Надпреварот од второто коло го предаде и Енди Маре при резултат 1:1 во сетови поради повреда. За одбележување се и елиминациите на Цонга, Нишикори и Јужни. Кај дамите не се случи изненадување и фаворитките обезбедија пласман во следната рунда. Тимовите на Мајами и на Мемфис се првите финалисти во своите конференции. Мајами во петиот дуел по голема борба и пресврти го солода Чикаго со 94-91 и со 4:1 во победи обезбеди финале на истокот. Леброн Џејмс со 23 поени и 8 асистенции беше најефикасен кај Мајами, но Вејд со серија одлични потези во период од само 45 секунди во последниот период беше клучот за камбекот. Вејд заврши со 18 коша. Кај Булси прв стрелец беше Карлос Бузер со 26 поени и 14 скока, а Нејт Робинсон доаде 21 поен. Батлер приdoаде 19, а Рип Хамилтон 15 поени кај биковите. Противник на шампионот во конференциското финале ќе биде подобрит од серијата помеѓу Индијана и Њујорк во која Пейсерси имаат водство од 3:1 во победи. На западот Мемфис исто така со 4:1 во победи беа подобри од Оклахома и се пласираа во западното финале. Синоќа Мемфис нагости со 88-84 заврши серијата со 4:1 и го елиминираше актуелниот шампион на западот Оклахома Сити. Рендал со 28 поени и 14 скокови беше лидер на Гризлис. Кај Молните прв стрелец беше Дурен со 21 поен. Серж Ибека додаде 17, а Реджи Джексон 16 поени и 9 скока. Мемфис за противник во финалето на западот ќе го има победникот од серијата помеѓу Сан Антонио и Голден Стейт, во која Спарси водат со 3:2 во победи.